Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Обединување и раскол во исто време се случува на коалицијата Вреди, откако лидерот на она што остана од Алијанса за албанците Арбен Таравари е на излез на врата во моментот кога коалиционите партнери решија да формираат една заедничка партија. Меджити, кој вчера ни беше гостин во тема на денот, рече дека Таравари е се поблиску до Ахмети и дека во таква ситуација неговото учество во владата станува проблематично, зашто јавно го повика премиерот Мицкоски да размисли за неговиот статус во владиниот кабинет. Таравари е единствениот кој гледа надвор од Вреди, имајќи предвид дека Гаши Викендов ги демантираше шпекулациите дека и тој си заминува, додавајќи дека останува лојален на Меджити и Касами. Таравари минатата недела потврди дека на избори ќе оди со самостојни листи. Првично рече дека соработката со Дуи не е опција, но подоцна призна дека разговарал со Ахмети и отвори можност да си дадат поддршка со интегративците во трката за градоначалнички места во вториот круг. Актуелниот министер за здравство рече дека сака да остане дел од владиниот кабинет, но и дека е подготвен да замине во опозиција, доколку така одлучи премиерот. Во ВМРО-ДПМН официјално се уште нема коментар. Неофицијално високи владени извори за Сител велат дека внимателно се следи оваа ситуација. Конечна одлука се уште нема, но не се исклучува можноста новиот развој на ситуацијата да донесе и промени во владиниот кабинет. Додека во коалицијата Вреди се караат кој да им биде председател, институциите ја деградираат употребата на албанскиот јазик, реагира Дуи во соопштение утрово. Недостигот на содржини на албански јазик во Министерството за енергетика, Министерството за транспорт, Министерството за внатрешни работи и други институции представува не само прекршување на законот за употреба на јазиците, туку и намерно исклучување на албанците од пристапот до јавни информации. Во некои случаи задржани се само старите двојазични формати од предходната влада, но суштинските содржини, документите и клучните информации се објавуваат исклучиво на македонски јазик. Станува збор за опасен тренд што оди подалеку од техничка негрижа. Ова е институционална политика која го ограничува практичното користење на албанскиот јазик и ги поткопува темелите на меѓуетничката еднаквост во државата, се вели во соопштението на Дуи утрово. Придобивките од реформската агенда се темата на која утрово во Собранието дебатираше Националниот совет за евроинтеграција. Председателот на Собранието повика на обединување на сите политички партии околу реформската агенда. Првиот човек на опозицијата и председател на Советот ги истакна придобивките со членството во Унијата, повикувајќи да се спроведат неопходните реформи. Првиот човек на Националниот совет за евроинтеграција констатираше дека во моментов во Европската Унија се готват внатрешни реформи. Евроинтеграциите треба да бидат темата што ги обединува линиите на сите политички субјекти, бидејќи тоа е државен проект кој бара широк консензус и заедничка волја. Знаеме дека граѓаните се уморни од ветување. Тие очекуваат резултати од нас. Токму поради оваа причина, реформската агенда е можност да им се докаже на граѓаните дека интегративниот процес не е кампања и не е утописки стремеж, туку навистина еден конкретен напор. Треба да признаеме дека по усогласувањето на нашето законодавство во значителна мера со она на Европската Унија, се докажа дека вистинските предизвици за нас во овој процес никогаш не биле реформските прашања. Сметам дека премногу долго трае нашиот пат кон Европската Унија, сме дале многу жртви, не сме виделе многу голем резултат, причините сите ги знаеме, меѓутоа се поставува прашањето треба ли сега да се откажеме. После све имам впечаток некогаш дека иако сме административно можеби поблиску, некако сме вредносно подалеку од Европската Унија, која се споредуваме со периодот пред повеќе децени, се поставува прашањето што треба да направиме. Мислам дека треба да се направи една споредба. Треба да се направи споредба со некои земји кои што се приклучија во Европската Унија, како тие имаа пристап до сериозно големи фондови, тоа се европските фондови. Некои земји членки внатре во Европската Унија веќе отворено најавуваат дека Европската Унија во моментов не е спремна за полноправно проширување со други земји членки и дека ЕУ
мора да работи на сопствената агенда, како да го реформира својот систем, бројот на комесари, бројот на европратеници, начинот на одлучување, консензус, квалификувано мнозинство, средствата кои што беа исто така спомнати, кој, како и колку ќе ги користи, и тоа како што ќе одземе време за нашата реформска агенда да ги исполниме поставените цели и одврски, сигурен сум дека и на Европската унија ќе одземе одредено време внатрешно институционално да се реформира, а СДСМ продолжува да работи контра македонскиот народ. Наместо да го стават прстот на чело и да се запрашаат зошто имаат низок рейтинг, тие продолжуваат да им се додворуваат на бугарите, се вели во соопштението кое што утрово го испрати владеачката партија. 34 години без престан работат во корист за другите, а не за македонскиот народ и држава. Лажеа за знамето, за името, за уставот, за Европската унија и за што уште не. На СДС во нивната матрица име лагата. Денес повторно пред јавноста, иако министерот за надворешни работи на Бугарија изјави Македонија да не очекува уставните измени да се последен чекор од интеграцијата во Европската унија, СДС како партија за пропаганда продолжуваат слепо да се веруваат сами на себе дека уште уставни измени и ете сме во Европската унија, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Синдикатот на културата денес одржува протестен совет пред Министерството за култура поради неисплатени плати и, како што велат, обидите за непочитување на колективните договори. Протестот треба да почне во секој момент. Имаме екипа на овој протест. Доколку се случи во овие вести, се надевам дека ќе успееме да ги обезбедиме изјавите во живо. Државниот завод за ревизија констатира повеќе системски слабости во работата на Бирото за развој на образованието, кој ги објавува во извештајот за извршената ревизија за регуларност за минатата година. Според ревизијата, за раководењето на Бирото е именуван ВД директор кој оваа функција е извршувал над 5 години. Вршени биле исплати за надворешни соработници врз основа на правилници кои се донесени во претходниот период, а чие усвојување е во надлежност на министерот за образование. Според ревизијата, конкурсите кои се распишуваат за избор на надворешни соработници содржат критериуми кои овие лица треба да ги исполнуваат, а кои се различни од критериумите наведени во интерните акти. По направената ревизија се констатира дека поради недостаток на финансиски средства не постои можност за реализација на обуките на наставниците во основно и средно образование во законски предвидениот обем, како и дека не се спроведуваат активностите и функцијата внатрешна ревизија. Во овој момент добивам информација дека почнале изјавите за медиуми, односно говорите на протестот на синдикатот на културата. Доколку сме подготвени, предлагам да одиме таму во живо да слушнеме дел од нивните барања. Секоја година во март и април повторно не доведува овде, на рап на трпението и достоинството. Групата од само 5 суперхерои кои себе си гордо се нарекуваат Министерството и оваа година никако не пропуштија да не разочараат. Храбро се бореа да зачуваат една специфична традиција. Традиција на протести во април на културните работници. Тие во името на правдата најношалантно и тотално неодговорно се понесоа кон вработените во институциите, не давајќи им никакви навремени насоки за постапување при новите пресметки на плата. Најверојатно да го уживаат самиот чин на воајерство на празните трпези за Великден на над 3000 вработени. Притоа, знаејќи ја цената, но не и штетата од направеното. Иронијата е, ова не се случува во некоја абстрактна бирократска игра, туку токму во Министерството кое постои заради нас. И како и секоја година, така и оваа, Министерот за култура бледо се појавува во приказната, како инструмент во нивните раце. Само што овој пат, како министер, имаме културен деец, во ситуацијава делумно самоопределен како ненадлежен, кој со едно извинување по свршен чин не го поправи самиот чин.
Во извинувањето упатено до вработените од културата, министерот како причина го наведува долгогодишниот нерешен проблем во културата, која секоја година создава огромни проблеми, за чие трајно решавање требало сите страни да се усогласат. Кој е тој долгогодишен нерешен проблем во културата? Дали колективниот договор за култура, направен по европски терк, е долгогодишен? Да, ќе работиме на оваа тема и во следните информативни изданија, секако и таму ќе имаме многу повеќе детали. 4,5 години по пожарот во модуларната болница во Тетово, денеска во локалниот суд заврши доказната постапка во повторениот процес во кој обвинети се 2 лица за тешки дела против општата сигурност. Во текот на денешната главна расправа прво се чита искази на сведоци на обвинителството дадени во првиот судски процес, а потоа се прочитаа и искази дадени на сведоци предложени од одбраната на обвинетите. Следното рочиште ќе биде за завршни зборови, а судијата го закажа за 12 мај. Пожарот во модуларната болница во Тетово изби на 8 септември 2021 и во него животот го изгубија 14 лица. Од тогаш судењето се развлекува, па за оваа трагедија до овој момент се уште никој не превземал никаква одговорност. Напорно се работи за да пристигнат дефицитарните лекови, информираа денеска од клиниката за онкологија. Од таму додаваат дека постапката ја завршиле во рекорден рок и дека по завршувањето на роковите за жалба ги очекуваат лековите на клиниката. Според проценките на тимот за јавни набавки, до крајот на неделата се очекува лековите да стигнат до пациентите. Од клиниката појаснуваат дека во постапка се вкупно 40 на ставки, вклучувајќи ги оние што моментално се водат како дефицитарни. Вкупно 140.800 луѓе во Македонија лани биле регистрирани како заболени со дијабетес, покажуваат податоците од најновото издание на Атласот со податоци за состојбата со дијабетес во светот. Анализата покажува дека 7,4% од лицата на возраст над 20 години го имаат овој проблем. Новиот регистар на состојбата со лица со дијабетес во светот и Македонија укажува на стабилизирање на состојбата со раст на лица со дијабетес со околу 7.500 новодиагностицирани случаи годишно. Овие состојби укажуваат на посветеноста на пациентските здруженија во соработката со здравствените авторитети и партнерството со Националната комисија за дијабетес и ендокринолозите, дека има исчекор во стабилизирање на состојбите со дијабетес, но предвидувањата за силен раст на бројот адресира понатамошни акции за современи превентивни програми, акции за обезбедување иновативна инсулинска и антидиабетна терапија, едукација и квалитетен континуиран менеджмент на дијабетесот, посочуваат од Сдруженијето на дијабетичари на Македонија. Во Охрид има околу 2000 лица кои Црвениот крст ги води како ранлива категорија на сиромашни граѓани. Најзагрозени се самохраните родители и семејствата со повеќе деца. Нашата охридска дописничка ги има проценките на Црвениот крст. Околу 2000 лица на раб на екзистенција во Охрид. Поскапувањата секојдневно го зголемуваат бројот на сиромашни. Оние кои имаат потреба од храна, облека, лекови не може да ги платат сметките за струја и вода, па помош бараат од Црвениот крст. Најзагрозени се самохраните родители и оние со повеќе деца. Збринуваме, згрижуваме на некој начин со најразлични потрепштини, од прехранбени производи, средства за хигиена, облека, до купување на лекови, плаќање на најразлични здравствени интервенции, карти, секако дека тука автобуски карти, секако дека тука се вклучени голем број институции кои што помагаат, кои што излегуваат во пресет. Бројката на ранливите не е константна, бидејќи има многу граѓани кои едва и крпат крај со краја се срамат да се обратат за помош. Од Црвениот крст посочуваат доколку се работоспособни да ги активираат во некои компании. Но секако дека бројот и притисокот од социјално загрозените семејства е голем. Ние апелираме и до нив да понудат некоја вештина што ја знаат од тие социјално загрозени, ако се работоспособни, да ги ангажираме во најразлични, контактираме со бројни компании, приватни компании кои што можат да ангажираат такви лица. Од Црвениот крст од Охрид апелираат до општествено одговорните компании и хумани луѓе кои имаат можност да донираат за помош на социјално загрозените. Нина Аритоновска, Сител телевизија.